Здрава Македонија. Нешто по 18 часот, Сител телевизија, што значи време за денешното издание за Листа за 300. Надпреварувачите се подготвени, знаете, како и секогаш така и денеска. Прво ќе започнеме со нивно запознавање, па потоа преку две лицитации ќе гледаме да го дознаеме победникот, за на крај да го соочиме истиот или истите со темата од нашата листа. Но, се со ред. Прво, ќе започнеме со представување, односно запознавање на денешните надпреварувачи. Домакините или оние кои што први ќе ги повикам, веќе добро ги знаеме, односно ги запознавме во минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Марко и Јане. Повелете. Марче, здраво. Здраво. Јане, здраво. Како сте, момци? Добро. Расположени за игра денес? Да. Супер поминавте минатото издание на нашиот квиз. Имаше динамика во целата игра и со вашите противници, беше интересно, сакам да кажам. На крај, вие бевте тие кои што застанавте тука на главната сцена и успеавте да ми однесете 100 евра на тема Клубови од АБА и АБА 2. Клубови АБА и АБА 2. Ама, толку ми е меморијата срамота. Супер одиграно, денес имате шанса да освоите уште парични средства, нели, уште една парична награда, но треба да ги елиминирате и денешните противници. Дали сте подготвени за уште една интересна игра? Да. Супер. Да немате некоја последна желба за темите денеска, како домаќини да ве прашам? Па, се едно. Се едно? Да. Свигаше ова, се едно. Ништа не се менува, ништа не ни менува. Така е. Домаќини, денеска домаќинската кабина е ваша, па да не ви го одземам времето вовеќе. Повелете ви сте. Фала. А сега го мора да ги запознаеме и денешните противници, односно денешните предизвикувачи или противниците на Марко и Јане. Марче, денеска мене нешто не ми е денот, како што треба. Да не должам повеќе. Денешни предизвикувачи се Мирче и Ѓорги. Повелете. Почнав да се главам ваму таму, па викам, дај подобро да си ги повикам ја Мирче и Ѓорги тука на главна сцена. Повелете, може и понапред, ако сакате. И да си започнеме со тоа зашто сме дојдени, а тоа е Листа за 300. Понекогаш кога сакам многу работи да кажам, на крај ништо не кажувам. До толку ќе суплеткам во целата работа, што ништо не излегува од муабетот. Само поише збунетост кај сите. Како сте денеска расположени за игра? Супер расположени, да. Супер. Си сменил партнерот? Да. Да, зошто? Не беше задоволен од приказа? Не, Кети имаше здравствени проблеми за тоа. А, така, добре ли си? Добре. Добре, Кети, голем поздрав до Кети, да. Да. Жива и здрава, да се чуваш, Кети, и те чекаме во следното издание на Листа за 300. Вие расположени за игра денеска? Да. Да, супер. Почнувате како предизвикувачи, па ме интересира до каде ќе стигнеме. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој или тоа? Јас сум овде нов, сакам да ги поздравам сите вработени во општина Карпош. Голем поздрав до општина Карпош и до сите вработени. Голем поздрав до општина Карпош, да, до мојата фамилија, пријателите, сите што ме знаат и познаваат. Одлично. Супер. Чива беше идејата да дојдете во Листа за 300? Идејата беше на мојот шеф. Да. Тоа е, Марче, договорот беше падна, така. Да, одлично, па супер се. Исто поздрав до фамилијата, до општина Карпиш, до колегите и така. Супер, голем поздрав и од мене до истите. Одамна, веќе колку 2 години последен пат нешто бев ангажиран со општина Карпош со градинки и многу убаво си поминав. Голем поздрав и до сите детски градинки во општина Карпош. Се надевам дека убаво си помина тогаш како што си поминав и јас. А сега да се вратиме на Листа за 300. Почувате како предизвикувачи, што значи ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Фала ти. Марко и Јане, односно Мирче и Ѓорги, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Мирче и Ѓорги, дали се слушаме? Да. Во продолжение знаете, ако има никаков проблем, ќе ми кажете, ќе ми сугерирате, ако нешто не е јасно, мене ми е многу важно да ме прашате за да ги разјасниме работите. Немојте да претпоставувате дека најчесто и така грешки се прават. Мирче и Ѓорги, во продолжение со среќа, сега ќе исклучиме вашата кабина да провериме кабината на вашите противници, а домаќини Марко и Јане, дали се слушаме? Да. Одлично, да не се повторувам, знаете што треба ако нешто не е јасно и ако не функционира кабината. Може да започнеме? Може. Да.
Ето, драги гледачи, домакините дадоа зелено светло за старт на денешното издание на Квизот листа за 300, па да не должиме повеќе време и да започнеме. Како и секогаш, така и денеска, започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови на 5 букви, каде втората буква е буквата У. Бараме зборови од точно 5 букви, кои ги има во македонскиот дигитален речник и во кои втората буква е буквата У, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Зборовите треба да бидат во еднина или множина, во еден род и без членување. Стандардно не се признават лични географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и така натаму. Марко и Јане, дали не е јасна темата? Да. Значи, бидете внимателни. Бараме зборчиња, да точно 5 букви, каде втората буква е буквата У. Затоа да не се збуниме со повеќе букви, да не мислиме дека можеме сите да ги играме. Мирче и Ѓорги, дали не е јасна темата? Да. Во ред, уште еднаш ќе повторам и за вас. Зборчиња на 5 букви точно и каде втората буква е буквата У. Тоа се правилата, затоа бидете внимателни. Многу ми е битно да размислувате на тоа да се од точно 5 букви. Значи, може и ако е град или Вака, обично не играме, нели, не се признават лични географски имиња. Добро. Не играме, да, само зборчиња за да немаме овакво. Без разлика дали еднина множина? Или во еднина или во множина, да. Се надевам дека ги разјаснивме работите, ама проченеме и тука сум и јас, па и тековно ќе ги разјаснуваме. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација или при првото надавање, први започнуваат со надавање оние кои што се тековни предизвикувачи. Денеска во таа улога се Мирче и Ѓорги. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Марко и Јане, а Мирче и Ѓорги, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. Извини, не те слушнав, дали може придавки? Да, може и придавки, прилози, се за тоа. само битно е да се зборчињата во еднина или во множина и да се кажани во еден род без членување. Важи. Тоа се условите. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11, 11. 13. 13. 14, 14. Нека одговара. Нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме, ја мислам дека треба уште малце да ги чисто да ги наптеме, ама ајде да видиме. Марко и Јане, имаме тука 14 празни полиња, не се многу, но и темата не е толку наивна како што звучи на прва, нели? Бараме зборчиња, се извинувам, кои што се на точно 5 букви и каде втората буква е буквата У. Без брзање, времето е ваш сојузник сега моментално, па кога ќе бидете подготвени, започнете. пушка, Пушка. Така е. гуска, Гуска. Така е. Гусла. Гусла. Така е. Кујна. Кујна. Така е. Кувар. Кувар. Сега да видиме дали е кувар кај нас или е готвач. Треба да провериме и тоа. На македонски готвач. Да. Знам дека звучи малце без вeze и наивно, онака глупаво, ама во македонскиот јазик нема кувар, готвач. За жал, знам дека ние во Скопје си користиме и србизми доста во нашиот дијалект, тај ке кажа жаргон, и понекогаш имаме проблем вака кога треба. да. За жал, за ваша жал, на македонски не е кувар, туку е готвач. Ова сега никош нема да го заборавите, за секој ќе ви остане, зашто скапове кошташе. Марко Јане, ништо не е изгубено, ништо не е готово. Оваа лицитација буквално дојде и за едните и за другите како на еден вид за загревање да тргне целата работа.
Сега ќе имаме уште една лицитација, бидете внимателни. Знаете дека доколку го добиете следниот поен, на пенали ќе го одлучим и победникот. Но тоа не го менува фактот дека на Мирче и на Ѓорги треба да им честитам за првиот освоен поен и јас веќе треба да се ја затнам оваа уста или оваа чорапа пештара како сакате и да престанам да се правам паметен дека јас кажам дека се малце надавања, излегува дека сум тотално во грешка. Затоа ќе се ќутам од сега и тоа што си го мислам за мене ќе си го мислам. Мирче и Ѓорги, честитки, но бидете внимателни. Како што реков, ова дојде како еден вид загревање за едните и за другите, па втората лицитација ќе биде на одлучувачката. Бити или не бити? Да, а сега, да кажем уште неколку да ние зборови на 5 букви, каде втората буква е буквата У. Тука имаме, сега ќе биде криво, затоа што има доста звучни и секојдневни зборчиња: аудио, буден, буква, бунар, бунда, бурек, бурма, бутик, бушав, вујко, вулва, гужва, гулаш, гумно, гусар, дувло, дупка, зулум, зулув, потоа јуриш, јурук, кугла, кумче, кутро, лудак, лулка, лушпа, мувла, мугра, мудар, пудла, пудра, сунет, супер, сурат, суџук, тумор, тунел, фурна, хумор, хунта, шумар, шунка, шутка, шушка и така натаму. Може песничка да си напишеме. Ете, драги гледачи, за жал, уште еднаш ќе повторам за да бидете внимателни и вие во иднина. На македонски е готвач, не е кувар. Ако се најдете во ситуација на квиз, ако се најдете на маса за муавет, мислам дека воопшто не е важно. Ако спротивната страна ве разбере што сакате да кажете. А сега, драги гледачи, е време за второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи: села чие име завршува на буквата И. Бараме имиња на села во Македонија од само еден збор и кои завршуваат на буквата И. Значи, не се признаваат села кои имаат придавка напред како што е ново, старо, младо, горно, долно и слично. Марко и Јане, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Мирче и Ѓорги, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат со надавање оние кои што се со резултатска негатива. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Марко и Јане. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите, а Марко и Јане, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 3. 3. Започнуваме со 3. 5, 5. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 10, 10. 11. 11. 13. 13. 14. 14. нека одговараат. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме, иако ќе ви кажам вака, во некој ако малце е шетал Македонија, знае дека имаме многу села и дека ги има повеќе од 200 што завршуваат на буквата И, кои што се на еден збор. Но пак ќе кажам, тоа е за оние кои што малце повеќе време поминуваат во прошетка низ Македонија. Јас не сум еден од тие, не ги познавам селата. Едно време шета по планини, ги знам колку толку планините, но не и селата во Македонија. Се надевам дека Марко и Јане не се како мене. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Љубанци. Љубанци. Така е, љубанци, прв точен одговор. Коњари. Коњари. Од кај што е Дедо Мраз? Од коњари. Така е. Ајде, мислете. Ајде, мислете. Околу Охрид, околу Охридско, околу ги има неколку. Мислете таму, ајде, морам вака за да тргне работата. Неки иначе ќе немаме квиз. Кратки ќе бидеме многу.
Пештани. Пештани. Така е. Кривогаштани. Кривогаштани. Така е. Никиштани. Никиштани. Да. Никиштани. Така е, Никиштани. Нерези. 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 Зе прашал која ќе ви тегна нерези. Така е. Негорци. Негорци. Така е. Ракотинци. Ракотинци. Така е. Орешани. Орешани. Така е. Студеничани. Студеничани. Точно. Ще 4. Марко Јановиќ за 4 зајде. Хамзали. Хамзали. Тетовско негде треба да. Да, така. Хамзали, еве го најдов и јас. И така 11 точен одговор, уште 3. Дупени. Само дупени да видиме. Дали има горно-долно сега? Хајде да видиме само дупени дали има. Знаеме дека има долно дупени, знаеме дека има горно дупени. Многу ми е жал. Нема само дупени. Има горно и долно дупени. Само дупени нема. Марко Јане, многу ми е криво. Супер да играме терен. друго. После тоа ве слушав. Значи мрзенци, кој друго го кажа? Миравци. Миравци. Тие беа ги имаше тука, знаеш, ги има брајковци, булачани, потоа вевчани, кој заборавивме, врбијани, галичани, гиновци, елшани, исто така нели што е Елешец во близина на оваква автокамп од Елешец и село Елшани. Па потоа имаме злокуќани, зрновци, јурумлери, калиманци, карбинци, коњари, косоврасти, паласкарци, лисичани, љубанци, марвинци, миладиновци, миравци, мирковци, мојанци, мрзенци, негорци, новаци, октиси, оризари, песочани, радишани, рајчани, раштани и така. Знам дека сега намерно ви ги кажам, но тоа е што е. Знам и мене не би ми текнало, еве, радишани не би ми текнало, иако би ми текнало за некои други, еве, во близина на Скопје. Што се, но тоа е што е. Ништо. Сега со оние 100 евра што ги освоивме во минатото издание на листа за 300, ставаме гориво во автомобилот и се возиме низ Македонија. Учиме села. И се пропратно. Марко Јане, сега чисто за да натепаме искуство, затоа што добри бевте, но ни фали уште малце нели искуство да изградиме за да бидат уште подобри резултатите видни. Сега ќе изиграме едни пенали, овие се ревиални пенали, нема никако да се одразат на вашиот резултат, туку чисто ете за гледачите
да добијат, не знам како да кажам, една слика што ќе беше доколку беше изедначено. Мирче и Ѓорги, не го менува фактот ова, се тоа што го кажав, дека вие сте победници, дека треба да ви честитам, честитки за денешната победа, тенко беше, значи многу мал се фалеше за да биде поинаков резултатот, ама тоа е што е, и така е. Сега ќе одиграм една партија ревиални пенали, за да добиеме и нели на време да уживаат нашите гледачи малце повеќе во листа за 300, но и да работиме на искуството и кај едните и кај другите за последното пријавување или учество во листа за 300 се да биде полесно и појасно. Драги гледачи, како што реков, сега е време за ревиални пенали, а темата за пеналите гласи: фудбалски репрезентации кои играле најмалку полуфинале на светско првенство. Бараме имиња на фудбалски репрезентации кои на светските првенства биле пласирани од првото до четвртото место на било кој од првенствата од 1930 година, па се до последното во 2022 година. На некои првенства не се играле полуфиналиња, но се познати кои биле првопласираните 4. Токму нив ги бараме со името кој го имале тогаш. Секоја репрезентација можете да ја кажете само еднаш. Појаснување за нашите надпреварувачи и за вие дома кои што си одговарате. Значи, има и некои држави, земји кои што повеќе не постојат на овој список, значи можете да ги играте и тие под името со кој што настапувале на тоа светско првенство. Марко и Јане, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Мирче и Ѓорги, дали не е јасна темата? Да, сакам само нешто да прашам. Повели? Кажи ми, тие што играле порано од 1936 до сега? Да. И полуфинале, и финале, и четвртфинале све? Не, полуфинале, не само. полуфинале? Да, најмалку полуфинале. Најмалку полуфинале, може и финале. Да, а може и финале, да. Значи, фактички првите 4 екипи ги бараме на светското првенство. Јасна ли е темата? Да. Окей, супер. Уште еднаш ќе напоменам, драги гледачи, ова се ревиални пенали. Нема никако да се одразат на резултатот, па со самото тоа може и нашите надпреварувачи да се опуштат и полабаво да размислуваат, што по моје искуство па најчесто и вродува со плод. Одговараат на поредно едните па другите се додека некој не погреши. Знаете дека на пенали први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Мирче и Ѓорги. Мирче и Ѓорги, кога ќе бидете подготвени, споделете го првиот одговор со нас. Италија. Португалија. Само момента го запишеме Италија. Името така е Португалија. Португалија. И Португалија исто така точен одговор. Франција. Така е, и Франција ја најдов. Германија. Така и Германија точен одговор. Шпанија. Така е. Бразил. И Бразил е точен одговор. Аргентина. Точно. Англија. И Англија е точен одговор. Хрватска. Точен одговор. Уругвај. Точен одговор. Мексико. Мексико. За жал Мексико никој сте стигнале до полуфинали. Ја очекував дека се тука на списокот, но не се. Ништо не е завршено за вас, да видиме што имаат Марко и Јане да ни кажат. Русија. До Хрватска полуфинале. Ама, најверојатно не европско, браче.
И Русија нема под ово име, има под едно друго, да. Повелете. Мирче Георги. Не било кој каже. Шведска. Шведска. Па ќе кој има било кој не можеш точно ти да кажеш. Шведска е точен одговор, така е. Југославија. Југославија. Точно така. И Југославија е точен одговор. Египет. Египет. Жал ми Египет не е на оваа листа, барем не стигнал до полуфинале. Марко Јане. Мароко. Мароко. Така е, Мароко еве го на оваа листа. Не знам која година, како, што, но не е ни важно. Сите информации можете барем во денешно време да ги проверите веднаш на интернет. Марко Јане. Сега беше поинаку да не беа ревиални пеналиве, сега ќе се дружиме повторно на главната сцена, но ве гледам дека и не ве потресе нешто многу овој порад, сепак едно интересно искуство, ново искуство во вашиот живот и се надевам дека искуство кое што ќе ве привлече да дојдете уште неколку пати во листа за 300. Одлични бевте како натпреварувачи, посебно ако се земе во предвид и фактот дека за прв пат сте дојдени во листа за 300, до сега не сте биле, се беше ново за вас. Овој резултат е повеќе од одличен. До сега успеавте да ми земете 100 евра. Имавте второ учество, но ете, ајде да ќе речем искуството кај вашите противници се го направи своето. Вие ќе видите наредниот пат па во таа улога. Марко Јане, на моје огромно задоволство, ви благодарам што бевте учесници во листа за 300 и искрено од се срце се надевам дека повторно ќе се пријавите. Сигурно. А до следното гледање, за жал, морам да ви кажам чао. Мирче Георги, браво за денешната одиграна партија. Морав малце пенали да дадам за да го слушнам гласот со седење тука, не бива сега. Сега ми текнуваат Холандија, мислам дека беше. Така е, ја имаме сега, веќе ги прочитам одма. Не се многу, ги се вкупно 20 се блокираше мозокот, више не ми текнуваат. А и не е само тоа првенство, сега ги имаме и светско, и европско, па и ракомет се меша, и кошарка се меша. Цел живот играш фудбал, пратиш фудбал, гледаш фудбал или се блокираа свои не текнуваат сите. Премногу информации најдеш. Поголемите те текнуваат, помалите не те текнуваат и забораваш. Да, си жив и здрав, јанака немаше никакво влијание на резултатот. Нема никакво влијание пеналите на резултатот. Марко, Холандија е така? Да. Вака еве ги има тука Австрија, Англија, Аргентина, Белгија, Бразил, Бугарија, Германија, Западна Германија, Италија, Југославија, Јужна Кореја, Мароко, Полска, Португалија, САД, СССР, СФРЈ, Турција, Унгарија, Уругвај, Франција, Холандија, Хрватска, Чехословачка, Чиле, Шведска и Шпанија. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Мирче и Георги да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда и колкава ќе биде истата, ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мирче и Георги ми се придружија тука на главната сцена. Малце ги подизморивме со ние ревиални пенали или пак ги загреавме за она што допрва следува. Ја имам темата тука, имаме многу интересна тема. Поврзана е со патување со аеродроми и така натаму, но пред да ви ја соопштам, на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Имаме нашата листа која е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, Мирче и Георги, дали сте подготвени да слушнете темата и да ми дадете што е можно повеќе точни одговори? Слушајте добри вие, драги гледачи. Темата на која што денеска го тестираме нашето знаење гласи: европски градови со најфреквентни аеродроми во 2024 година. Бараме имиња на европски градови кои имале најмногу патници во текот на 2024 година, без обзир колку аеродроми имаат. Доколку некои држави имаат повеќе такви градови, ги признаваме сите нив. Дали не е јасна темата? Ја мислам со малце логично размислување дека можеме барем Аеродроми кои имаат. Да. Големи градови. Да, градови кои што имаат најфреквентни аеродроми во 2024 година.
градови, така? Европски само, не Европски заборавајте градови. европски градови. А, Да. градови. Париз. 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 Започнуваме со Париз. Така е, прв точен одговор. Лондон. Лондон. Така е. И можам одма да ви кажам дека се 28 вакви градови. Париз, Лондон се точни одговори, кој ќе биде за 50 евра? Москва. Москва. Москва за 50 евра, точен одговор. Честитки за освоените до сега парични средства. Што правиме за понатаму? Ќе продолжиме или? Ќе продолжиме. Ќе продолжиме, добро. Кој ќе биде следниот град? Рим. Рим. Рим, четврти точен одговор. Берлин. Берлин. Така е. И уште еден ни фали за 100 евра. Амстердам. Амстердам. Амстердам, шести точен одговор и 100 евра за Мирче Ѓорги. Честитки. Сега што правиме за понатаму? Ајде кога може. Атина. Атина. Атина, точен одговор, седми. Што значи продолжуваме понатаму, ја не ви ни прашав за тоа. Продолжуваме понатаму, да. Добар, продолжуваме понатаму. Така сега ни требаат барем уште два, ама мислам и дека нема да ни биде толку проблем. Ајде, размислете, има и од тука имаше линии за некои места, за некои аеродроми. Не знам дека у Кина едно таму. Истанбул. Истанбул, така. Истанбул, седми, осми се извинувам, точен одговор. И уште еден ни треба за 150 евра. Ајде, размисли, еве вака ќе... Ништо не мора да мислам јас, си кажавте све, ајде. Виена. Виена, така е, сада како што има доста македонци. Виена. Голем поздрав до сите мои другари кои што се во Виена. Поздрав во Виена и од нас. Голем поздрав има. Поздрав и од нас. Доста македонци таму. На моја жал, искрено ми е криво што толку убави луѓе си отидоа, ама тоа е што е. Него минува фактот дека сега 150 евра до сега ми земавте, имаме 9 точни одговори, што значи уште 6 одговори не дела до она максимална парична сума. Видете, размислете што правиме, дали одиме понатаму или ќе си ги земеме овие 150 евра, па среќата ќе ја бараме во следното издание, затоа што обезбедивте учество за Ќе ги следниот. земеме овие. Ќе ги земеме овие 150 евра. Не ме не мислев толку брзо да ми се откажете, ја мислев сега ќе ме натерам уште да одиме понатаму. Леле, не ви тектуваат уште 3, ајде, окей, парите Да. си ги резервирате, си Може ги вака. обезбедивте. Тирана. Тирана, ќе лизнавме, ја нема Тирана. Не. Ќе лизнавме со Тирана. Кој друг, ај чисто да ме интересира како размислуваме. Кој друг вака ќе ви беше во игра од Европа? Јас секој ќе ви ги кажам, ќе се фатите без за глава затоа што Од Португалија имаше некој од Португалија. Португалија, кој имаше? Португалија
Има Имаше, да. И има се вака, ќе ви ги прочитаме, еве ги не се многу, 28 како што реков. Нова листа се. Односно станува збор ги барав оние најфреквентни аеродроми каде што поминале повеќе од 20 милиони патници во текот на годината. И Белград не е помеѓу овие, да. А ги имаме еве ги. Амстердам, Атина, Барселона, Берлин, Брисел и Мадрид е тука, да. Мадрид е тука. Потоа ги имаме Будимпешта, Варшава, Виена, Даблин, Дизелдорф, Истанбул, Копенхаген, Лисабон, Лондон, Мадрид, Малага, Манчестер, Милано, Минхен, Москва, Осло, Палма де Мајорка, Париз, Рим, Санкт Петерсбург, Стокхолм, Франкфурт и Цирих. Тоа се оние 28 градови кои што имале најфреквентни аеродроми. Да. Да, не паметно. Мозокот и тоа е тоа. Во вистински момент дигнавте ручна, си ги земавте 150 евра и тоа е тоа, па сега Марче колку сака нека збори. На моје огромно задоволство си обезбедите учество и за следното издание на листа за 300, што значи повторно ќе се дружиме. Утре во следното издание, па како буде нареден викенд. Да, нареден викенд. А, драги гледачи, со ова го завршуваме и денешното издание на квизот листа за 300. Секако во продолжение, останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко, ве сака телевизија Сител, ве сака Мирче и ве сака Ѓорги, да сте ни живи и здрави.